Здраво, другари на сите. Значи, како што ви покажам кратко видео од The Sandbox. Решив се за тај влез, затоа што виш имам доста уложено во Axie Infinity и планирам, имам уложено и у Star Atlas. Имам уложено некои $5000, виши ми стана, мислам ја уложив 2000 нешто, сега ми се околу 5500 на Illuvium. Значи планирам у сите игри кои што се конкуренција на Axie и кои што нели ќе бидат светски на светско ниво познати, значи македонските играчи, геймери да имат пристап. Значи многу луѓе нема да разберат. Мислам дека го правам тоа за профит, ја више имам доволно колку ми треба за да живеам у наредните 100 години нормален живот. Значи нешто што истражував за Sandbox, таа елита, секој што крие од нас, ми привлече внимание Snoop Dogg и типчето тука. Значи, гледате, на кој ви личи ово, другари? Познат тип. Значи, погледнете кокао парче земал земја. Сега ово да има вака. Значи, тоа типче ми привлече внимание. Нешто денеска, не дека имам проблем со интернет, али нешто има проблем сами во Facebook. Јас извинјавам, али имав повик. Значи, дечки, тоа го објавив. Денеска едно типче ме изнервира доста. Значи, шо си имат научено, тука типчето да нема спомнувам, крипто новости. Супер за идеите, нели, да се креират повеќе информација, ама приватни пораки у стило крипто експерт за Cardano, која цена е и за биткоин и за Ethereum, тоа више не толерирам. Кажав дека сме у bull market. Разбирам, на цела Македонија сум и на достапен на пораки, ама мислам дека некои луѓе си взимат па и премногу оваква слобода, пишува ми, ќе дебатира со мене ќе ми објаснува за Cardano, за дечки, шетај брат, дома со твоите си разговарај, со пријателите си разговарај на таа тема. Сега ќе си губам ја моето драгоцено време да ти филозофираме, прашав културно прашање, враќа ми една реченица и смешка, брат. Тоа дома, брат, ще да си враќаш така, ако ќе те прашат мајка ти, татко ти, родителите, другарите, пријателите, баба и дедо ти, на нив да ја враќаш така. На мене, ја не сум на пат најден да ти отворам порака, да ти ја читам и ти да ми враќаш на мене за... Значи, тие луѓе погрешиле се го човека, брат. Zero tolerance имам спрема такви луѓе со... Брат, стипа оки у баја, така да сметајте шо ќе биде од The Sandbox. Значи, концерти со Snoop Dogg, значи поканене од Snoop Dogg, значи Snoop Dogg планира и многу поголема екипа да донесе. Значи, другари, тоа чудо, да Sandbox станува големо. Ја мислам дека ово е неговото земјиште. Не е официјално потврдено, ама дефинитивно личи на него. Значи, таа фаца бум. Значи, мора да е он. Значи, не е официјално потврдено, али мора да е он. Доста големо чудо има земено, замислете си колку пари вреди таа парцела. А па на Snoop Dogg, ја планирав да купам од кај Snoop Dogg, али 33 Ethereum, 150 Ethereum, 420 Ethereum, 99 Ethereum, една парцела, 25 и после ми текна, ја уствари не сум тип кој што е по музика и ништо и нели, јас сум тука за гейминг и најдобрата парцела, кој ќе направите златна средина аналитика на мапата, значи, златна средина, значи таа средина. Значи најжестоко е тука. Нешто што ќе вреди еднина и секој ќе мора да помине од тука. Гледате, многу е блиску како што истражував, нели? Значи Sandbox, ако не ја продаде таа парцела, значи да се надевам дека тоа е тај портал. Уствари сите нели ќе се телепортират, мислам и тука дека ќе има портали. Не сум уште сигурен.
али сакам да сум близко от тај гейминг, значи јас имам највеќе уложено у акси. Тука овие типчињата, никој не ја продава земјата, треба да идеш бит, па не се знае дали ќе ти ја продадат, па замисли си трансакцијата на Gasfi е $250-350, ја треба да дадам еден бит и за 7 дена истечу. Ја на секој 7 дена треба да дадам по 200, 300, 500 или $1000 трансакција од Ethereum Gasfi за да надавам за тоа земјиште, брат. Па тип имаше луѓе, ги читав, изгубили $2000 само на надавање. И ништо не успеале да купат. Значи не знам, комплетно многу луѓе, нели белата мечка што ја викам, да, дефинитивно уиднина ќе биде многу јак проект, гледаш, златно сребрено место има, второ место ја чуват, али комплетно не е функционален, ќе ви покажам за трансакции, комплетно не е функционално нешто. Че врте бавно, 2 трансакции ми земаа за џабе ми не платија. Али какво и да е, значи самата земја со тек на време ќе се избие. Брат, сликата одлучив, сите стават разни слики, јас си одлучив оваа ми омилена слика, не знам кој е авторот. Може да ќе се препознае, значи. Ако сака може и да тргнам, ама ако му е чест, нели, Македонија да има таа слика, че и самата земја ја крстив Македонија. Провокативно за комшиите може ќе излезе да Rise of the Asian Macedonia, Capital Pela, Land of, тука Л за жал, горе да, така, Land of Kings and Generals, значи за тоа е, за ки си сродат многу генерали и кралеви што ќе играат преку мене. Планирам да ставам Македонија на мапата за гейминг, значи друг не сум видел некој да си го поделя богатството за да дае акцес. Знам дека нели од таа политика што ветрова тама на тие банана медиуми, за вас е чудно дека некој ќе си продаде своите крипто што ги чувал 7 години за да улегне овој, мислите дека нели е како лажа, превара, па такви има пишуваат, брат, стварно ли купи земја, како ќе докажеш, другари, што ја кажам, одете на кафе, не разбирате крипто, немам ја што да ви докажам на вас, значи ја не се фалам, не тражам внимание на YouTube, кажав ако YouTube постигне гледаност, сите пари ќе бидат донирани. Значи мене уопште не ме интересира прегледност на YouTube за профит, мене ме интересира да Македонија научи оваа технологија, да улезе порано. Замислете си, ја без пари планирам на почеток да дадам на сите музичари и артисти од Македонија да своите NFT што ќе ги креират уеднина да ги рекламират кај мене. Ќе отворам продавница или ќе видиме како ќе иде тај дел. На моето земјиште да рекламират, значи првиот месец да се успеат да се рекламират без пари, значи своите NFT, значи замисли ќе имат акцес до земјиште на The Sandbox, замислете си тоа чудо колку е големо, гледајте. Че погледнете какви компании, Atari, значи Gemini, CoinMarketCap, Binance, има неколку мислам. Значи огромни, кучето тука некој кит е ставил намерно, значи ово. Значи гледај, кажи го, Binance има сериозни парцели. Значи луѓе, ово чудо е и тука, замислете си, гледај, насекаде се ово Binance. Binance е насекаде низ мапата. Значи луѓе, ово е огромно, замислете една парцела. Значи ово чудо ќе кошта уеднина многу пари. Значи гледате колку се до The Walking Dead, едно земјиште, значи тоа е, тука е бит, не можеш да го треба да надаваш, гледај 19 Ethereum, 10 Ethereum, значи 4.69, зависи неколку паника, многу луѓе ме прашаа колку е. Другари, мапата е без пари, долезете да видите колку е, значи сега мрзаве да земете, долезете и да натиснете, мислам сајто да го напише Sandbox 2 секунди и долезете да разгледате таа мапа. Сега праќам приватна порака, брата, колку е земјата најниско. Значи не продават јабуки и круши, другари. Значи секој ќе рече, ама те тешко ли ти да одговориш, па сметај 500 души да ти пратат порака, колку пари е земјата. Значи секој ќе откарат у негатива, брат. И после кога и си испукам и ми викат диктатор, па арогантен, префриган, па другари да станам са бајле, значи за нешто што можете на сајт официјално е без пари долезете, нели да го разгледате. Вие луѓе зашо е да се постира, научиле сте се у приватни пораки, а тоа колку пари, а ово колку пари. Улезете, другари, видете. Значи колку ќе купувате земјиште, а не сте улезеле да разгледате.
Значи, ако сте гледали видео, значи по самото видео, ќе сванете колку пари се тия земји. Значи, улезете да разгледате. Значи, планирам македонските музичари, уметници, исто луѓе кои ќе само да проверам дали се снима, пошто често имам проблеми со самата програма. Луѓе кои што имат креирано игри или кои што работат на тоа, имат такво школа завршено за креирање на игри. Значи, слободно луѓе, пишете ми, може на мојата земја у иднина да се граде. Значи, на тоа чудо ќе може да се градат разни игри, да се отварат продавници за NFT, значи музика, слики, ќе биде интересно. Парцелата е на страшно, мора кој да е, дека и да оде, мора да помене од таму. Значи тоа е златна средина, значи тука таа точка мислам дека ќе е многу активна. Тие уеднина кој знае колку, може милионски суми ќе коштат тие парцели, сега што изгледаат смешно. Значи до такви гиганти да си, моето земјиште треба уеднина, па и да не вреде што се вика, што нема шанси. Че финтата е да ставам, гледате, златна средина. Од тука таа средина одете дека сакате. Его, Snoop Dogg е одма под мене. Значи, со телепорт сте тамо, бум, бум, и сте кај Snoop Dogg. Има и разни, ки има у алфа, значи секој може кога ќе активират наредната алфа да улезе без пари. И гледаш алфа сезон 1 е официјално затворена. И имаше награди. Имаше и за тие што купија, нели, карта која што беше, не се сеќавам која сума. Чи исто фанаа многу награди. Чи ја не помнам точно се, имате, гледате маркет. Секој што ќе креира уметни тука, се живо може да се стае на продажба. Треба да разгледате и Binance има, гледате. Сите тие компании тука градат. Гледаш Atari, на Atari више се е и купено. Луѓе тие што сте уметници, гледајте да разгледате ово чудо. Гледаш Create, Game Maker. Значи гледајте, тоа е без пари да се симне. Тие што се разбирате, гледајте да симнете и да го проучите тоа. Create for free, build and share, no code required. Значи, замислете си колку тие што се разбирате може да креирате без пари и тие утре да вредат нешто. Значи, уште не знам на кој начин, нели, дали вие мислам може да симнете и играта, ама ќе ви тражи да креирате профил. Сега уште само, нели, не сум креатор не сум пробал да креирам. Не знам дали точно може без земја вие директно да креирате или го креирате па се зачува како файл. Тоа треба да го истражите сами и после да ми пишете, пошто ја имам многу работа додека истражувам. Во уште не е пуштено, нели, не е активна комплет играта, уште е алфа, гледате, се тестира. Имате исто и тука за NFT Creator, значи гледате тука, Vox Edit NFT Creator, the leading software that allow you to create, rig and animate your own Voxybex, значи замислете си тие што стварно имате завршено школа у тај сектор, гледајте овоа детално да го истражите луѓе, че се што креирате, мислам дека вие можете да го претворите у NFT. Гледајте да го истражите, другари, ово е на сам почеток. На сам почеток. И еве најризичното нешто што го направив, сакам да го тестирам е Ethereum, на Ethereum Mainnet. Сенс према Ethereum прв пат уклучувам Liquidity Pool, да видам, баш ме интересира, ризикувам пола Ethereum, да видам ме интересира што ќе се случи. Тоа не ви го препорачувам да го пробате, мене ме е чисто да го тестирам, затоа што дава се думи си 1%, на година. Тоа ми е најголемиот ризик до сега, прв пат што го тестирам. Сакам да видам што ќе се случи со тоа. Спремен сум да го изгубам тај пола Ethereum, само и само да открием да видиме дали ќе донесе тоа огромен профит, за да избием дел. Мислам, финтата ми е да Sandbox без да купувам, да имам коини, кои што после ќе ги претворам у некој NFT, што ќе ги искористам за самата мапа. Че гледате 0.4.6. Тоа е, другари, гледајте, не планирам да правам видео од сосаата, значи гледајте да го истражите тоа чудо. И
да истражувате и да откриете, гледате наредната, оваа алфа веќе е завршена, значи наредната ќе биде викат уште поинтересна. Гледаш тоа алфа пас, 15k NFT, ово чудо е на почеток, луѓе. Ово уште ја не сум го комплетно, значи 100% сванал. Чао.